Оваа спомен плоча веќе не стои во Прохор Пчински. Паметникот со кој се одбележува дека токму во овој манастир на Илинден 1944 се одржало првото заседание на АСНОМ, го нема. Информацијата која се прошири од како оваа фотографија се појави на неколку домашни портали, ја потврди и од кабинетот на шефот на државата. Плочата била од времен карактер за да се реализира минато неделната посета на државната делегација, е објаснувањето од претседателскиот кабинет. Беше договорено во најбрз можен рок да се формираат работни групи составени од представници од двете министерства за надворешни работи, Министерствата за култура, како и од други државни институции кои ќе ги утврдат начинот и формата за прослава на 2 август Илинден во Свети Прохор Пчински за наредната година. Целта на таквата формализирана соработка е да се воспостави институционална форма за одбележување на празникот Илинден во манастирот Свети Прохор Пчински, информира од кабинетот на Пендаровски. Настанот доби домашно политичка димензија. Опозицијата денеска го обвини шефот на државата дека води политика од денеска за утре. Се е сведено само на гол пиар и зад неговите ставови и потези нема никаква стратегија, туку се води според народната купи ден помини. Поминаа само фалбите на Пендаровски, помина пиарот и по принципот на Потемкино село, работите ги снема. Она на кое што Пендаровски посвети најмногу фалење, а тоа е спомен плочата во манастирот, веќе е тргната. Но Пендаровски не би бил Пендаровски ако не си ги порекне своите зборови, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Претседателот ја предводеше делегацијата на минато неделното одбележување на 2 август во Прохор Пчински, кога и беше обелоденето поставувањето на новата спомен плоча, идентична на оригиналот. Морам да уште еднаш да ги пофалам, да им одам признание на српските домаќини затоа што успеа за рекордно кратко време оригиналната плоча која не можеа да ја најдат, да направат нова со оригиналниот текст и пред која денеска се поклонив. Јас се надам дека ова е почеток на една добра традиција во која 2 август, во нашиот втор Илинден, ќе го прославуваме тука. Минатата недела за прв пат по 18 годишна пауза македонска државна делегација го посети местото каде се одржало првото заседание на АСНОМ и се поклони пред тазе вратената спомен плоча, која за кусо време пак беше симната. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.